Фудбалска Македонија повторно е разбранувана, но овој пат не станува збор ниту за голови, ниту за шанси, ниту за нешто убаво. Станува збор за нешто што ниту има врска со спортот, ниту има врска со фудбалот. И навистина, еве како се одлучивме да снимиме и оваа емисија, те молам кажи нешто повеќе за ова, бидејќи не ми оди ова. Значи, зборуваме за последното праволивашко коло, 6 надпревари, 1 во саботата, другите 5 во понеделникот, или конкретно за надпреварот во Тетово меѓу домашната Шкендија и гостите од Струмица, тимот на Брера, каде што на почетокот при оддавањето на едноминутно молчење за настраданите и повредените од катастрофалниот пожар во Кочани, имаше навистина во најмала рака непримерна сцена, едно непристојно, недостоинствено однесување, едно искажување на непочит кон овој чин, кој предизвика лавина од реакции. Кога Македонија се уште тагува, и кој знае уште колку време ќе тагуваме, сите ние, кога се ни отидоа 59, 60, не знам веќе колку луѓе, туку така, кога треба сите да бидеме сплотени, ние се соочуваме со нешто што е катастрофално и за спортот, и за државата, и за сите нас како луѓе што го следиме тоа, навистина човек да се згрози. Иако реакциите стигна од сите страна и едноставно немаше човек што не го осуди тоа, доваѓаат и други информации дека иако ова е радикално, ова се случува во моменти кога цела Македонија е очена, кога тагува, кога на некој начин сочувствува со нашиве луѓе од Кочани, оние кои се добри хроничари паметат дека вакви непримерности, вакви, да кажам, скандалозни однесувања на навивачите или навивачките групи не се од вчера. Не се од вчера, ама на една минута молк да реагираш. Па добро бе вие, момчиња, што бевте таму на трибините да го поддржувате вашата Шкендија. Убаво ли ви е сега? Значи, навистина не ми е јасно. На една минута молк. Па ние сите тагуваме и тука не станува збор бе Другутов, ниту за албанци, ниту за македонци, ниту за нешто. Апсолутно, тоа сакам да го потенцирам, значи исклучиво збориме за непримерно однесување на навивачите и во оваа прилика е пред нашиот аудиториум, пред гледачите на YouTube канал Другутов, сакаме и двајцава како тим да го потенцираме тоа дека ова скандалозно однесување е најмалку поврзано на национална основа. Апсолутно. Тука не станува збор дека некој од една националност не одал почит кон друга националност, него збориме за човечкото, збориме за достоинството, збориме за нешто кое е најнормално да го искажеш. Значи, апсолутно не ни може да се зборува тука за националност. Зошто? Затоа што бевме сведоци предходно, каде што истото име на Шкендија, ама не е она од Тетово, од Арачиново, па излезе клубот. Значи, зборуваме за Шкупи. Па младото фудбалерче кој што загина последно играше во Шкупи. И они му дадоа почит. Па нешто му дадоа почит и беа вознемирени како клуб и излегува во јавноста со се. Нашава мотив и повод за нашава тема е однесувањето на оваа мала група. Така велат информациите. И не само на оваа мала група. Однесувањето на сите оние мали групи, ќе ги кажеме, кои што се препознаваат или се идентификуваат како дел од навивачки групи. Ниту се сите навивачки групи и навивачите што се во навивачките групи вакви, какви што се покажаа овие од Тетово сега. Делот од навивачите. Сакав да потенцирам дека не треба темава да се води, да се потенцира и акцентот да се става на меѓунационалните односи, бидејќи сега ќе видите низ нашите прилози она што продукција Скок успеа да го подготви, некои мини инсерти, повеќе аудио инсерти од спортиставени навивачки групи каде што апсолутно има недолично однесување, неубаво однесување, а каде што не станува збор за различни националности. А од друга страна подготвивме и што правилниците, дисциплинските правилници на УЕФА предвидуваат во вакви случаи. Ќе го прочитаме и тоа. Ајде после джинглот ќе одиме, ќе слушнете како навиваат делот навивачките групи во Македонија.
Одиме веднаш со дел од навивање на неколку навивачки групи во Македонија. Кого ќе пуштиш прво, другото? Ова беше против Вардар, ама од кого беше? Мислам дека од Шкембари. Шкембари. Значи ова беа Шкембари. Без да коментираме, само да слушнеме. Да. Ова беше кој? Шкупи? Не, ова Вардар. Вардар беше ова. Ова беа комитите. Најверојатно. Комитите беа ова. Еве да чуем. Шкупи? Пауза. Ова беше Шкупи? Не знам. Шкупи. Шкупи. Ова е Шкупи. Ево уште едно. Не Шкупи, него шверцери. Тешко ми оди. знаете, тешко ти оди, да. Тешко ми оди. Знаете што? Ова, а последното не го пушти. Ајде да го пуштиме последното. Само да кажам два збора Ова, за ова. да. Ова се навивачки групи кои функционираат, кои обстојуваат во Македонија повеќе од 30 години. И можеби на оваа работа приоѓам лично јас со многу емоции од едноставно од гнев што за 30 години не е ништо сменето кај сите овие навивачки групи. Без исклучок. Да не зборам за радикалниот случај, кој еве сега ќе го чуеме, она што се случи во Тетово на надпревар Шкендија Брео. Ај. Значи, ова последново не може да биде нисто равно со ова. Ова се звуци, ова е викање, ова е нешто, не знам како да го кажам, урлање, додека се одава почетот на едноминутно молчење. Значи, знаеш што? Се е различно. Секое навивање само по себе, кога носи вулгарности, кога носи нешто... Не е добро по дефолт. По дефолт не е добро, носи вулгарности. Но сето тоа е различно во однос на ова последното. Значи, ова последното е непростливо. Добро, ама мора да се менува се од корен. Се од корен да се менува. Казните кои следуваат за ваквото непримерно однесување, велат дури и официјално од таворот на Тетовскиот праволигаш на мала група навивачи. Ирелевантно. Мала, голема, средна, тоа се трибини, клубски, организација на надпревар. Треба да се казва. Ај вака, јас сакам ова само да ти го да го споменам еве. Значи, во принцип секогаш кога има, јас се сеќавам, минатата сезона беше, излезе раководството на Шкупи и се огради од своите навивачи. Од шверцери се викаат. Председател од газдата на клубот. Се огради затоа што му не биле тоа навивачи на клубот, му правиле штета и така натаму. Да не одам, не знам дали се случило со Шкембари и со Пелистер, дал Пелистер се оградил од Шкембарите, да не навлегувам, не знам, навистина не можам да се сетам. Не, во минатото имало, сега во минатото имало. Јас се сеќавам. Така. Имало недоразбирање на релација Шкембари и клубско раководство мал милион. Така. Значи, еве за Вардар. За Вардар, за тоа што сега се сеќавам од оваа сезона. Се сеќавам дека раководството на клубот излегуваше неколку пати со постови или со соопштенија или кој како им иде тоа начинот на информирање, веќе не знам кој све информираат, кој е релевантен, валјда ти од раководството, не знам. Значи излегува каде што велат дека
не казнија толку и толку пари заради баклијаната за комити и слично. Значи повторно раководството се покажува прст кон навивачите дека трпи штета од нив. Нели? Нешто исто Само што се споменувам случува- некои работи што се излезени во јавноста како Истото што се случува и во другите клубови. истото се случува и сега со Шкендија. Значи проблемот е генерален. Проблемот не е клубски, дали Вардар комитите се Ама лоши. до кога бе другото? Или се полоши кембарите, или се подобри малку лозарите, или не знам, балистите биле најрадикални. Значи, а до кога? шверцерите мора да До се стави кога? крај на Што ова. ако излезе раководството на Шкендија? Што ако излезе раководството на Шкендија да каже дека се оградува од овие што го Тоа не прекршија е спас, нити е едноминутното олеснување. Па не може да биде додека не се извадат со име и со презиме. Да, не за да ги знаеме, не е поинтата да ги знам, нит па сакам да ги знам. За да се лоцира За да вината се и казнат, казната. за да се лично сносат казни. Затоа бе имаме држава, бе луѓе, па имаме држава, имаме. Имаме полиција, имаме. Чекај се, апропо твоето, значи имаше невкусни и непремени скандирања на група комити, мала група исто. Комитите Добро. се 5000. Добро. Значи во Струга, на направила со Струга беше мала група на комити. Сега Вардар треба да има олеснителна околност. Знаете, тоа беше мала група на комити. Нема. Значи треба исто Кога ги за отстранија сите. од трибуна? Кога ги извади од трибуна. Да, ги извадија од трибуна. Значи ако важи за едните, ќе важи за сите. Па не само Тоа вадење, бе, што имаме ние со неоддавањето почит на најчувствителното нешто во моментот во држава, што нив ќе ги извадат од трибина, или што не знам сега Шкендија ќе ја казнат, ќе играла во друг град. Што ние гајле на нас кај ќе игра Шкендија? Бе, треба да се казнат лично луѓето, да не им се дозволи да влегуваат на стадион на такви личности како тие Сега од тоа Шкендија, не е. така и на некои други од другите Тоа е навивачки групи. третиот дел од нашата емисија. Ај, уште една пауза. Низ овие истражувања, што се предвидуваат овие дисциплински Ми се програми? суши грлото, од што ми е мачно. Уште една кратка пауза. Европа и светот сведочат на вандализам од страна на навивачи. Сведочат на вулгаризам, сведочат на национализам. Сведочат на не знам што све сведочат. Но кај нив е сето тоа прецизно уредено со казни. Како е кај нас, како е во Европа. Убаво го отвора ова прашање, зборуваме за лоцирање на вината, зборуваме за лоцирање на одговорноста, зборуваме за несокривање на одредени виновници за одредена ситуација врз името на клубот или позади името на навивачката група, него сите стојат со име и со презиме. Ако направил такво нешто. Можеби ние не сме достигнати до тој стадиум од аспект на безбедноста на камерите, меѓутоа убаво ти преска напомена. Има полиција, има судски органи, се знае и може да се утврди чија е одговорноста, чија е вината. Да не должам, само да апострофирам што во конкретните случаи, да речеме, предвидува куќата на фудбалот, Европската куќа на фудбал, УЕФА. Ова сакам да го прочитам бидејќи не е многу долго. Значи вели, Европската фудбал асоциација УЕФА има јасни правила против расизмот и сите форми на дискриминација. Кога зборуваме за овие работи, зборуваме и за клубовите, зборуваме за навивачките групи или поединци кои ќе се впуштат во такви активности за кои зборуваме. И вели УЕФА, можат да бидат казнети, значи клубовите и поединците и навивачите. Забрана на присуство на стадионите и за навивачите и за клубовите. Ова не го разбирам како на клубовите ќе им забранат, најверојатно се претпоставува нема да игра на собствениот терен. Казни во вид на финансиски дубиози, односно финансиски казни, парични казни. Најстрашното, најстрашното за нив, а најдоброто за заштита. Така. Префрлување на клубовите во понизок ранг на надпреварување или играње без публика со поголем број надпревари. Тука се мисли од 8, 10, 12 надпревари без публика. Зошто? Ако еден клуб во Германија игра без публика 10 надпревари, он го губи 20-50% од буџетот, од продадени карти. Што не е случај? Дупла казна. Што не е случај? Па, добро. Сега ние зборуваме за фудбалските. И најрадикалното што го предвидува УЕФА, ако мислам дека е пресликано и во нашите закони, не сум сигурен зашто не се спроведува, не можам да коментирам. Вели дисквалификација на клубови или навивачки групи. Значи забрана, нема играње. Ќе одиш у најнизок ранг како клуб, ако ти се повторува тоа. Навивачка група. Абе Свети Петар нека биле. Не балисти, не комити, не чкембари, не лозари, не шверцери.
Има и стари багери навивачки групи. Што им фали на тие? Има Абре Убре, има Фаланга. После ќе кажеме дека меѓу себе Значи дисквалификација и вели казни за поединци, вклучувајќи затворски казни во посериозни случаи. Полицијата и судските органи во одредени случаи кога поминува во насилство директно поврзано со расизам или говор на омрза, ние зборуваме за конкретни случаи за говор на омрза. Не, ние во Шкендија и Брера. Добро, не е класичен говор на омрза. Него е не знам ни јас дури се кривична постапка, почнување на кривична постапка. Ете така може да се формулира, да се најде теркот по кој терк. И така натаму, да не го читам. Значи, има намалување на бодови во салдо, има ли? Апсолутно удирање. А после нека се размислат што ќе прават. Кога ќе почне некој од комитите на национална основа да псуе, да вика, и кога на Вардар ќе му се одзема 2, 3, 5, 10, не знам колку бода. Вардар нека биде прв ако толку запнале за Вардар. Вардар нека биде прв. Не, нема причина да биде Вардар прв, нека биде. Ако треба да се почне. Значи не може тоа глупости сега зборуваш и ти те молам. Вардар да биде прв. Зашо да биде Вардар прв? Вардар може да биде ако Вардар направи таков инцидент. Како тоа ајде бе сите со дрво и со камења прв од Вардар нека почнува. Добро, затоа што сме навивачи на Вардар. Нема врска, не може да биде Вардар, ова по моја тоа жилба ќе биде кој ќе биде. Значи, мора да се вратиме на темата. Мора да има казна каде што стварно ќе се почувствува казната, а не казна ради да се испочитува правилникот. И ќе биде донесена врз база на аргументи и конкретна ситуација. Не да биде казната донесена затоа што некој мисли така. Значи има правилник, има членови. За такво однесување следува тоа и тоа. Така е. И јас да ти кажам, пак ќе кажам, баш ми е гајле дали Шкендија сега ќе играла не знам колку километри подалеку од својот дом, условно кажано во Тетово на стадионот. Значи не тој што си се огрешил спрема законот, тој да си одговара. А клубот штом не може да си ги влада, како се вели, навивачките групи, поединците, ќе си смисли начин како тоа да го реши. Како тоа всушност го решаваат некои други. Не треба ние да бидеме многу паметни, треба да земеме. Значи кај нас за жал има толку малку навивачи, што тоа може на прст да се знае кои се у моментот на трибината. Значи може да се реши ако се сака. Јас ако се сеќаваш ти, често пати одиме надвор од нашата држава да гледаме надпревари, каде што не одиме како акредитирани новинари, одиме приватно како навивачи. Си купуваме карти. На картата има точно име, презиме. Кај седиш, на кој место седиш, кај си влегол и точно знаат кога ќе се случи инцидентот кој нарушил бе другото. Има уште една работа, мислам дека треба да отвориме. Ако се присетиш, има двајца представници навивачи на Вардар, да ги кажам, кои имаат судска забрана за присуство на спортски надпревари. Па како не? Како? Сега да не импровизираме и да не ја заматуваме водата, да бидеме конкретни. Ако можеше ќе кажам, на Вардаровите навивачи и лично мои наши пријатели Милорад Миленковски, Мики и Владко Колев, двајца членови на навивачката група Комит или на здружението кој го извадија Вардар во најтешките моменти, судот во Кавадарци да донесе пресуда. Така. Ради некаков инцидент, така оценил судот. Тоа е негова работа, не навлигуваме. Тие двајцата да добијат забрана за неприсуство на 3 месеци на спортски надпревари во Македонија. За оној смешен инцидент што се случи во Кавадарци позади гол. Па види, инцидентот не е смешен ако се гледа, не. Инцидентот не е смешен ако се гледа, добро да е во ред спори, ако се гледа низ призмата на домакинот и организаторот. Зошто? Затоа што тука домакинот и организаторот оманува. Зошто? Затоа што по завршување на надпреварот влегуваат навивачи. Не е тоа тема за анализа. Ако за таков инцидент е казан 3 месеци за неприсуство, за скандирање у Тетово 3 години неприсуство треба. Така е. Дали се разбираме? Се разбираме. Па за тоа збориме. Не, тоа е јасно. Па за тоа збориме ние. Ако ги лоцирале Милорад Миленковски, Мики, Владко Колев дека се степали и еден кавадарченец има и он исто условно осуден. Како не може да ги лоцираат овие сега што? Знам што ти е и кај да лудираш, ама малку да не бидеме нејасни. Значи, кога зборуваме за Миле и за Владко,
зборуваме за инцидент на Тиквеш Вардар над преварот, Да. каде што Првенствен надпреварот е завршен, се свири крај. Милорад и Владко се уште дел од актуелното раководство на Вардар. Заведени на официјалниот список Така, како клубско ја раководство. преминуваат трибината преку теренот од едната до другата страна и тоа не самоволно. Организаторот им вели од оваму ќе ве спроведеме и кон нив доаѓаат двајца кавадарчани, нит ги знам, нит ги Ама познавам. сега што е битна И таа настанува ситуација? инцидент. Муаветот ми е малку да не биде сватено дека они се степале. Не се они степале, они се бранеле. Значи морам да го кажам тоа, они се бранеле. Добро, да. И поентата сега се враќаме на старот, на Поентата претходното. е во судската казна, Санкционирани се Наташа. 3 месеци да не одат на надпревар. Ако некој навредува на национална основа, да не сакам да ги цитирам, сега ги слушавме тук. Така. Мртов тој, таков тој. Да. Ако еден ги навредува, скопјаните не знам Да. што да прават. Да. Нели е тоа говор на омрза? Како? Има ли закон да ги осудат 3 месеци да не доаѓаат на спортски надпревар? Има. Па зошто не ги осудат? Па еве сега. Па за тоа се јави зборуваме. денеска, значи најновата информација е Шкендија е дадена, има поведена дисциплинска постапка од страна на телата на ФФМ и ќе видиме во денов што престои во наредниот. Значи, телата како на ќе биде. ФФМ и дисциплинските органи ќе го направат своето, така како што знаат имаат правилници. Ние зборуваме за судските органи, ако има во тие правилници за една обична тепачка или одбранбен став позади голот на кавадарци, 3 Да месеци да не одиш на надпревар. Што треба да ги казнат овие во Чаир, во Тетово, во Струда вардаците што вика, да не искаме дека ги браниме вардаци. Да. Лозарите на мостот што навредува, луѓе обични, стари жени, деца. Така, лозарите. Па нели можеше да ги лоцираат 5 лозари, да ги извадат, да ги сликаат и да им забранат 3 месеци да не одат на надпревар. Точно. А? Точно. Ме за тоа зборуваме. Ние за тоа зборуваме, ние не зборуваме за друго. Не мора цел Тиквеш да го казна. Така. Не мора целата навивачка група. Да, но за жал јас мислам, не сум сигурна, јас мислам дека ние немаме таков механизам, дека немаме механизам да ги извадиме личностите како личности од толпата, или барем не се случило до сега, ајде дај Боже да грешам, нека се случи сега. Искуството покажува дека не се Повторно, да, повторно клубот ќе си биде казнет и ако се такви правилата ќе биде, нема бегање, тоа е, зборувам за Шкендија. И на крај крајва па нека се позанимаваат клубовите со своите навивачи сите. Ако сега за сега нема други начини да се ова санкционира, секој клуб нека се позанимава со своите навивачи, што се случува на теренот. Знаеш зошто? Јас мислам дека треба судските органи и другите надлежни казнени органи да се позанимаваат. Може да ги повика. Ако Значи официјалните ФФМ може да се повика и кај дозволи нив. ми, Да. ако некои официјални извори велат дека ете и клубското раководство на Шкендија и поголемиот дел од публиката, дури и фудбалерите, ова е се неофицијално, жалат за овој настав. Зошто не ги најдат тие 20-30 души Да ги ако се извадат тие- првицето на брадата. и Да. 3 години забрана на присуство на фудбалски надпревар? Така. Крај, Од некаде мора да се почне. крај, најпросто. Точно. Од некаде мора да се почне. Значи сведоци сме ние и на сите гледаме по телевизија, сите гледаме Реал Мадрид, гледаме со Винисиус Джуниор што се случува. Па претходно да не враќам таму Италија, Лацио, Мацио што имаше ситуации. Па имаше ситуација една со хрватска репрезентација кога извадија усташко знаме на нешто квалификација европска што и да беше. Сето тоа беше Значи, казнато. Да, сето тоа. Сето Ама тоа знаете беше зошто? Ова е од УЕФА, респект. Значи, што значи респект? Ако ова не го почитуваме како држава Македонија, како така е. фудбалски сојуз на Македонија, фудбалска федерација на Македонија, ако нашите судски органи, казнени органи, органите кои се должни да спроведуваат ред, мир и спокојство на сите кои сакаат фудбал, џабе ни е се друго. Аџаве. Вината мора да се лоцира. Не може да бидат виновни цел стадион за 10 луѓе кои прават белја. Така. Не може. 10 ли се, 15, Добро, 20 ли? условно кажувам. Повеќе ли се? Ама 100 нека се, ако има 10.000 луѓе, 100 прават белја. Така. И полека да ја затвараме нашата денешна фудбалска навивачка приказна. Значи, еве сакам нешто да те прашам што воопшто не ни е по договор да не речем околу темите. Сакам да ви биде јасно дека оваа емисија не е за земање некаква си на националност страна. Бог да Напротив. Не. Напротив. А ете како ајде глупо е да речам доказ, него
Ај сподели само кај беше денеска, затоа што баш денеска на денот е тоа. Значи, дури и македонското општество со целата оваа тежина која има, обременета со овие меѓунационални односи, има мал милион примери кои покажуваат дека мултиетничкото општество и пријателството не може ништо да го наруши. Ако Не смее да дозволиме да го наруши. Не смееме да дозволиме да се наруши. Значи, ако градиш нешто 30 години со некои луѓе од поранешниот систем, зборувам за системот на поранешна Југославија, Така? и ако истите тие луѓе и личности те почитуваат и после 35 години, Да, па која е причината да ние зборуваме воопшто за тоа? Да. Зборувам за тројца личности, Насер Синани, еден прекрасна фудбалска личност, поранешен фудбалер на Трепча, на Вардар, на Работнички, скопско дете, роден по потекло од Скопје. Зборуваме за Неџмин Мемеди и за шампионите Шабан Трстена, кој денеска не поканија по повод нивниот празник Рамазан Бајрам на баклава. Така. Да не кажем Ова нека Дженат ви биде да. мој фудбалер од времето на Балканското комерс добивал осмица пред да почнат превод. Да. Значи нема збор за такво нешто. Кај се комитите моите и Так, нашите так, драги так. пријатели? Значи ова нека ни биде ука на сите. Јас силно верувам дека Фудбалска федерација на Македонија ќе изнајде сили на вистински начин да го санкционира ова. Значи да се почне, некогаш мора да се почне. Не е почнато ако до сега гледаме казнете ова, не е почнато. Значи не е почнато кога ќе ти плесна твака една по рамото те заболува, е така. Да те заболи кога ќе те санкционираат. И за сите еднакво, за да кога ќе треба следниот пат да направиш нешто што не треба, да викаш и ама ќе ме заболи. А не пака да се помине као ради реда казни, не као ради реда казни. Зошто? И онака има македонскиот фудбал малку публика, па јас ќе бидам уште поригорозна не само за овие, па дури и за оние сите вулгарности што се на трибините. Верувајте дека голем дел од навивачите и токму заради тие вулгарности не одат на трибините. Значи можеме и ние да бидеме нормални, можеме да бидеме на ниво, можеме да си ги сакаме сите своите клубови и можеме нормално да навиваме. Нормално да тагуваме, нормално да се радуваме, се можеме нормално. И на крајот на краиштата, не знам што да кажам, еве со последното запалување на баклите во Кочанската дискотека, штала, како и да ја викаат, значи, што една таква баклја може да направи? Дури и да размислиме на кој начин правиме спектакли на стадионите. Иако стадионот е отворен простор, ја не сум стручњак, но да се размисли. Тоа ќе биде тема на наша друга емисија, Да каде што апсолутно треба да се забрани влезувањето на такви пиротехнички материјали на стадионите или да биде строго контролирано и ограничено под контрола кој го внесува и за кој цели. Па така е. Но тоа е тема за друг пат. Така е. А респект значи почит. Ова ни е од УЕФА, како некој подарок на некој од настаните на кои што сме биле. Да продолжиме да се почитуваме, овие поединци да ги елиминираме во буквална смисла на зборот, значи да ги без да гледаме од која националност. Така, да ги тргнеме од добри трибините, и лоши навивачи. Да ги тргнеме од трибините и да гледаме малку да си го напредиме нашиот фудбал. Сакав еве сега пред одјавата ми текна да го кажам, а сакав да го кажам уште пред почетокот на емисијата. Ние чувствуваме потреба, ние кога велам мислам на оние навивачи што еве не сме дел од навивачките групи, чувствуваме потреба да се обединиме на еден стадион, како градскиот стадион или Тодор Проевски како сакате, кога игра Македонија, еве играше со Лихтенштейн, таму се обединивме, таму дојдоа многу луѓе. Игравме против Велс во Скопје пред една недела. Можеби малку време тоа беше проблематично, колку толку се наполни градскиот стадион. Играме со Белгија во јуни. Толку, 25.000. Така, сакам да речем не беше скоро спон. Зошто да не ги видиме на една трибина бе другото, комити, шкембари, овие, оние. И таа тема ќе отвориме, веќе сме во координација со некои личности, да не зборувам сега за тоа. Она Македонија што и треба на македонскиот фудбал е на истите трибини, на Тодор Проевски, против Белгија 6 јуни, да се најдат и шкембари, и комити, и балисти, и шверцери, и лозари,
и Абре Убре, и Фаланга Кој- Штипска, и Приливски мајмуни, и стари багери. Така е. Да го Промошив наполним, некој. не знам Кај дали се рибарите? паткари, рибари. Кај се паткарите? Така е. А не паткарите со рибарите да се тепат, фалангата со лозарите, чкембарите со комитите, шверцерите со балистите. Сите се губитници. Да, да, да. Сите се губитници. Апсолутно така е. А сите ја сакаме Македонија и навијаме за фудбалска репрезентација на Македонија, каде што играат И македонци, и албанци, каде што еден капитен, прекрасен, не избран. прекрасен човек, прекрасен дечко. Ајде. Да не се одолжуваме, останете ни во добро здравје, да се видиме, јас со нетрпение ќе очекувам одлуката на Фудбалската федерација или која и да е комисија под ФФМ за почнување на санкционирање на вакви и слични ситуации со ригорозни строги казни кои што ќе донесат подобро утре на македонскиот фудбал. Јас те надополнувам и завршуваме не само дисциплинските органи на Фудбалската федерација и другите надлежни органи, туку и другите државни органи. Оние кои ги казнија двајцата навивачи на Вардар, судот во Кавадарци, може и судот во Тетово, судот во Скопје, судот во Битол или во Штипи или не знам каде, да ги казни сите оние кои заслужуваат да не присуствуваат на фудбалските направи. Стиснете лайк, стиснете subscribe доколку ви се допаѓа ваква емисија како што ние продуцираме. Се гледаме за скоро во друга прилика. До скоро.